Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Возлюбени браќа архиереи, почитуван господине председател на владата на Република Македонија, почитувани министри во владата и пратеници во собранието, почитуван директоре на Комисијата за односи со верските заедници, господине градоначалник на Струмица и господине градоначалник на Дојран, ваши високи преподобија и ваши се преподобија, се честниоци, монаси, монахињи, возлюбени во Господа. Еве, продолжуваат нашите духовни радости. Во годината во која одбележуваме 1100 години од создавањето на Охридската архиепископија и 60 години од незиното возобновување како Македонска православна црква, како и годишнини од повеќе настани и за повеќе личности од нашата национална и црковна историја, го причислуваме и денешниот хиротонијата на архимандритот Јаков за викарен епископ на Струмичката епархија со титула Полјански. Преосвештен владико, по неодамнешниот избор на богољубивите архиереи, членови на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, а денес со силата и дејството и наитието на Светиот Дух се воздигнавте во епископски чин. Со положените раце и отвореното Свето Евангелие врз вашата глава се помоливме за да слезе божествената благодат која секогаш ги лекува слабостите и ги потполнува недостатоците. Со синодската одлука сте избран за викарен епископ на Струмичката епархија, за помошник на Струмичкиот митрополит. На денешната света литургија, во моментот на хиротонијата, сите заедно молевме Семоќниот Бог по својата милост, со благодата на Светиот Дух, да ве вброи кон апостолските преемници, односно да ве удостои за епископ во Македонската православна црква Охридска архиепископија. Во изминативе 20 столетија, од апостолско до нашево време, во црквата Христова се родиле и израснале бројни архиереи кои со својот живот и дела биле и останале да бидат пример како за своите, така и за генерациите по нив. Да му благодариме на Бога што по мисијата на светиот апостол Павле по македонската земја и за нашиот народ од Бога биле испраќени архиереи, вистински пастири и духовници кои поради своето богоугодно дело останале како светли примери во небоземната црква и во меморијата на нашиот народ. Трудете се и вие да го следите примерот на тие доблесни мажи и делата што тие ги оставиле. Како помошен епископ, трудете се достојно и достоинствено да ги исполнувате задолженијата што ќе ви бидат возложени, а пред се трудете се постојано да го проповедате Светото Евангелие. Бидете постојано исполнет со љубов за сите и со трпение кон сите. Одзивајте се на духовните потреби на верниот народ. Бидете секогаш подготвен да им дадете утешителен збор и потребен совет на оние што тоа ќе ви го побараат. Оние кои што скршнале, упатувајте ги на правиот пат. Бидете секогаш подготвен да им помогнете на оние кои што останале без надеж, на оние на кои им исчезнала љубовта или им изгаснала верата. Поучувајте со збор, но најмногу со добар пример.
Советувајте ги луѓето во доброто и благочестието, за да напредуваат и растат во верата и добродетелите. Постојано и единствено надевајте се на милоста Божја, секогаш и насекаде подкрепувајќи се со сведоштвата на верата. Бидете во постојана радост во Господа и во овој миг се молиме Бог на надежта да ве исполни со сета радост и мир во верата, да преку силата на Светиот Дух вашата надежда се преумножува. Љубовта евангелска нека ви биде главна движечка сила во вашиот живот, во архиерејската служба и во односот кон другите. Од вас, како архиереј, секој насекаде ќе сака да слушне добар, благ збор, збор што ќе смирува и збор што ќе утешува. Бидете пример во верата која действува преку љубовта, бидете пример во надежта за слава на Бога, во надежта која спасува. Никогаш не гледајте во луѓето кој е и што е, ни по возраст, ни по положение, ни по професија, ни по иерархија, или по какво било овоземно припаѓање, туку гледајте во тоа какви се луѓето и колку се родени во Бога и колку го познале Бога. Гледајте колку љубов имаат и кон Бога и кон другите. Оти љубовта се состои во тоа да постапуваме по неговите заповеди. Исто така, учете ги луѓето да не се сакаат со зборови, туку со дела и вистина. Стремете се кон праведноста, верата, љубовта и мирот, трудејќи се да имате мир со сите и да имате светост, без која никој нема да го види Господа. Подгответе се за да благовестите мир, но најпрво имајте мир во себе, за да можете во оние околу вас да всадите копнеш на духот кој живот и мир. Ваше Преосвештенство, бидете им одаден на Господа, на мајката Македонска и Охридска црква, на татковината Македонија, на Струмичката епархија и на нејзиниот возглавител митрополитот Наум, со што ќе оправдате довербата на нас, кои што ги положивме своите раце, за да добиете дух на сила, љубов и разбраност. И не заборавајте дека од Господа секој ќе ја добие својата награда според својот труд, како и тоа дека кому е многу дадено, многу и ќе се бара од него. Грижете се и чувајте го единството со браќата архиереи, свештенството, монаштвото и нашиот народ. Секогаш и пред секого бранете ја вистината за нашата мајка Македонска црква, правото за нејзината автокефалност, како и правата на нашиот народ. Бидете архиереи кој верно ќе го проповеда словото на вистината, совесно сведочејќи со простодушност и искреност и пред Бога и пред луѓето. Во овие вознемирени времења, преполни со неизвестности, предизвици и искушенија, како меѓу многу народи и земји во светот, така и меѓу православните народи и цркви, па и меѓу нашиот народ, барајте и наоѓајте вистински одговори потпрени врз правда и вистина, како и врз молитвата. Секогаш знаејќи дека секој и сите проблеми и прашања ќе се надменат и решат само преку слободата и вистината. Возлюбени, да се помолиме светиот апостол Јаков, првиот епископ Ерусалимски и сите апостоли, светите 15 евреополски маченици,
кои бранејќи ја верата со својата крв ја натопиле струмичката македонска земја, Свети Климент Охридски, патронот на нашата света црква, Свети Леонти Јерусалимски, во чиј храм денес се молиме, и сите свети да му бидат на помош во извршувањето на оваа света и одговорна должност. Возлюбен владико, прими го овој жезал, за да го пасете довереното ви паство Христово на оние кои што ќе ве слушаат, бидете им сила и подкрепа, а непослушните и неразумните пак упатувајте ги кон поправење, кротост и послушание, та во должна оддаденост да живеат. На многаја лета, преосвештен владико. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, Ваше блаженство, Ваше високопреосвещенство, Ваше преосвещенство, сечесни оци, почитуван председателе на владата на Република Македонија, почитуван министре, почитуван директоре на Комисијата за односи со верските заедници, господа градоначалници, возлюбени браќи и сестри во Христа, благословен народе Божи. Денес по неизблаголивата и неопислива милост и промисла Божја стојам пред сите вас овде, во еден од најдревните храмови на нашата света црква, на највозвишеното и најстрашно место во црквата, во епископскиот чин. Во повеќевековните строителства на водочкиот комплекс на цркви, секогаш сум го согледувал историскиот континуитет на патувањето на нашиот боголюбив народ низ времето и историјата кон есхатонот, носен во прегратките на љубената ни Охридска архиепископија, кон вечното царство на триипостасниот наш Бог. Ние во црквата никогаш не зборуваме исклучувајќи еднината, бидејќи светата Евхаристија е нашиот начин на постоење, во која ја живееме реалноста на Царството Небесно, која доаѓа и веќе е. Отаму и овој свештен и евхаристиски собор, возглавен од блаженејшиот наш архиепископ и архиереите на Македонската православна црква Охридска архиепископија, обкружен од народот Божи, е жива икона на Царството Божјо. Но исто така и моја лично соборна педесетница, која не може да биде само моја лична или подобро кажано собствена, впрочем како и ништо друго во црквата. Способноста за градење љубовна заедница најпрво со личносниот Бог, а потоа и со секој човек е она што најсилно ја карактеризира личноста како словесна и устремува кон соборност. Боголиката личност своето постоење го осмислува во заедница, поради тоа што единствено во црквата како богочовечка заедница ние се градиме, зрееме и на крајот се реализираме како личности и никако поинаку. Епископот ја предводи црквата на тој пат на личноснување во заедница со оној од кого сме и заради кого сме создадени. Епископот не станува епископ поради некаква своја заслуга, туку исклучиво по благоволение Божјо, во послушание кон Светиот архиерејски синод, поради молитвите и најважно од се заради потребите на црквата. Затоа надвор од црквата и низината Евхаристија, епископот нема идентитет и не постои како епископ. Но и црквата не може да го оствари своето литургиско постоење без епископот кој што ја возглавува. Епископот излегува од својот манастир каде што го научиле дека местото на срцето е последното место на кое што седнуваш доброволно, станувајќи им слуга на сите. Дека вистинскиот живот е оној кога умираш за другите да живеат. И дека критериум за се и мерката според која мериш се, а особено себе си, е Богочовекот Христос. Затоа кога Свети Игнати Богоносец вели дека епископот седи на место и во обличе Христово, тој знае дека тоа место не е позиција на власт и моќ, туку пред се голготско место и место на крст и страдање, а обличето Христово е обличе на слуга, кој доаѓа да служи, а не да му служат. Епископот го иконизира присуството Христово во црквата,
бидејќи налик на него е кроток и смирен по срце, го мрази гревот, а го љуби грешникот. Неговите зборови изгонуваат секаков сомнеш и му објавуваат на светот дека Христос навистина воскресна. Тој зборува за Христа, живее за него и умира за него. Го молам великиот архиереј, единородниот Син Божи Исус Христос, и мене недостојниот да ми подари такво епископство. На почетокот напомнав дека Евхаристијата, што буквално значи благодарење, е начинот на кој што постоиме во црквата. Зато му благодарам на Бог и особено се радувам што во овој ден не стојам пред непознати луѓе и на непознато место. Што не морам да зборувам за себе си, да се представувам, затоа што сите ме знаете и моето срце ве знае вас и љубовта што имате кон мене. Ти благодарам, Господи, што не стојам на непознато место, туку во саканата ми водоча. Овде дојдов прв пат пред 18 години налик на младиот човек од Евангелијата, барајќи и прашувајќи што треба да направам за да имам живот вечен. Му благодарам на владиката Пимен, тогаш енигумен водочки, и на сите браќа монаси за сета љубов и трпение што ми ја покажа пред се со својот живот, ми ја покажа ескатолошката перспектива на монаштвото. Овде примив монашки подстриг, ѓаконски и свештеничка благодат, и еве денес повторно во оваа црква на мојата глава слезе Пресветиот Дух, кој што ги крева паднатите и ги подига расслаблените. Бог знае колку му благодари мојата душа на мојот старец и владика, нашиот митрополит Струмички господин Наум, во чие што Христовено срце се родив духовно и пронајдов пат натапкан и прооден, пат светоотечки што води на гората Таворска. И повторно на негово барање, а со благослов на светиот архиерејски синот станувам негов сотрудник на нивата Господова. Особено му благодарам на блаженејшиот архиепископ наш господин Стефан и на сите архиереи за довербата да бидам причислен кон епископите на нашата света црква. Му благодарам на председателот на владата на Република Македонија за неговото ценното присуство, но и за се што прави и што во иднина ќе прави, а што е за добробит на нашата света црква и на нашиот народ. На крај наисмирено ги просам вашите свети молитви поради тоа што знам дека сите дарови што сум ги добил од Бог сум ги добил поради молитвите и воздишките на другите, а јас самиот со ништо не сум ги заслужил. А за се и над се му принесувам благодарност, поклонение, чест и слава на трипостасниот наш Бог, Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Амин.